Со предупредувачки протест, денеска синдикатот на Царинската управа бара исплата на досега неисплатените 30% дополнение на плата. Иако овој став е содржан и во колективниот договор за вработените во Царинската управа, ниту еден вработен никогаш не го добил овој додаток и овој додаток никогаш не е евидентиран на платните листи на вработените. Со законот за буџетите и со автентичното толкување на овој закон од собранието, Министерството за финансии и сите органи во состав на Министерството за финансии добија додаток на плата во висина од 30%. Иако и Царинската управа е орган во состав на Министерство за финансии и се понадевавме дека за прв пат и конечно ќе се исплати овој додаток на плата, одговорот повторно беше негативен. Царината, истекна председателот на УПО Стрпе Дејановски, го полни државниот буџет повеќе од 51%. Затоа тие не бараат ништо освен почитување на законската регулатива и колективниот договор за исплата на овој процент. Бидејќи Царинската управа има нов директор, очекуваме негова прва работна задача да биде токму ова, решавање на овој проблем, а и очекуваме работна средба со него на која ќе договориме рокови за решавање на истиот проблем. Но ова, новиот директор на Царината со следниот став. Излегов за да поканам представници на синдикатот и на вработените да дојдат и да ми ги кажат лично, да се упатам детално во барањата кои што ги имаат како вработени и како синдикат. Потоа, нормално, со службите во Царинската управа, ќе разговараме што до сега е направено, бидејќи се направени работи и до сега во полето на работничките права и условите на вработените внатре во Царинската управа, и во координација и со Управата за јавни приходи, која што има сличен проблем, ќе разговараме и со Министерството за финансии. Дејановски не ја исклучи можноста од генерален штрајк, но не прецизира дали во тој случај би биле затворени граничните премини, за кои Богоевски беше против еден ваков евентуален чекор на синдикалистите од УПОС.